На празникот Велики четврток, според преданието на православната црква, Господ Исус Христос ја одржува тајната вечера со своите ученици, на која тој им ги мие нозете и го најавува причестувањето со неговото тело и крв. Во истата вечер тој е и предаден од страна на Јуда. На овој ден исто така православните верници ги бојосуваат или вапцуваат јајцата со црвена боја, која ја означува крвта на Христос, а јајцето пак го символизира гробот каде тој бил положен, но во исто време е и раѓање на нов живот со излегувањето на пилето од него. Денеска оваа традиција ја продолжи и од Сдруженијето на жени Преродба од Прилеп. Денеска е Вели четврток и се вапцува великденските јајца. Се насабајле пред сонце 3 јајца, едното за Госпо, едното за кујчата, едното за плодност. По нивието да има се што ќе се насади да се роди, да има плод. А токму со тоа јајце е поврзан уште еден адет во Прилеп кој е наменет за најмладите. Значи со првото јајце го зедов и на внуците му направив црвено, бело, здраво, живо, весело по обравчината. Тоа е адето кај нас во Прилеп што треба да го направиме. И знаеме дека му викаме да не јада јајца денеска, зашто така не се јади. Исто така православните верници денеска одат во црква на литургија, а потоа вечер во 18 часот се читаат 12 евангелија кои го опишуваат животот на Христос. Денес се одит в црква, вечер се причувува Исус Христос и се седи таму цела ноќ, кој едно бдение. А утре се целива Исус Христос, а утре вечер се погребува. Во сабота пак на Велика сабота се прават последните подготовки за најголемиот празник Великден. Обичајот во Прилеп е на овој ден, Великден, да се посетат сите роднини и пријатели, да се дарува црвено јајце, а на свечената трпеза задолжително е јагнешкото месо. Фамилиарно, фамилијата требало, за секој член во фамилијата треба да се купи нешто ново. Дали чорапче, дали шамивче, дали блузиче, од најмало до најголемо. И затоа родителите и ние родители понатака се ново да се купи, дали без разлика шо. Во Прилеп голема традиција е шетањето, великденската трпеза да се направи, децата да се облеча со ново, со по јајца. Сакаме се повеќе Великден да добие значење. Еден од најголемите празници е. Меѓутоа сакаме идните генерации да не го заборават, да продолжат по нас и уште повеќе да се слави во мир и во убавина. Обичајот за одбележувањето на Великден со вапцувањето на јајцата го направија и децата со посебни потреби од Сдруженијето Порака од Прилеп.